Hello, boys and girls! Моето име е Алекс Секуловски и аз работам како професор по тапани на Институтот за звук и технологија Metalworks, кој се наоѓа во Торонто, Канада. Како прво, би сакал да им се заблагодарам на дечките од Skopje Drum Talks за укажаната прилика и желба да ме вклучат во овој еднивни циклус на едукативни видеа посветени на тапаните. Thank you guys! За таа прилика јас денес ви спремив еден колаж на вежби, техники кои мене ми помогнаа да постигнам една солидна техника. Се работи за системот наречен Open Close, на некој од вас познат, меѓутоа на некој не. До неодамно исто така сакам да потенцирам, беше доста непознат, но денес со еден клик на интернет вие го добивате инстантно. Значи системот Open Close се работи за отварање и затварање на прстите од самата рака зглоб, раката, со цел да не паѓа тежината на самиот зглоб, меѓутоа се постигне на поголема флексибилност и исто така да се вклучи лактото за поголема артикулација на самата рака. Значи Open Close системот, значи Open Close, Open Close, отвори, затвори. Нема некоја голема филозофија во тоа, бара само едноставно континуирано вежбање. За таа прилика јас додадов еден свој зачин, веќе поземувајќи ги веќе добро познатите 4 удари кои ние тапанерите ги користиме во нашето музицирање, а тоа се full stroke, downstroke, upstroke и topstroke. Значи, земајќи ги овие удари, јас си помогнав сами од себе да осознам и да почнам да разликувам која техника каде најдобро функционира и која техника како функционира и во кој стил најдобро работи. Значи, за денес во оваа прилика можем да ви демонстрирам single, double и triple комбинација на парадидли, користејќи up and down stroke. Значи, во првиот случај ќе биде up stroke. Ова беше up stroke, down stroke. Upstroke комбинација во побрзо темпо. Downstroke комбинација во побрзо темпо. Еден мал тип или информација како да ги разликувате овие удари еден од друг е во тоа што кога свирите upstroke техника, самите конектори или ghost ноти функционираат во full stroke, а кога свирите downstroke, самите конектори функционираат во topstroke. Ова ќе ви биде една водилка како вие да ги разпознавате еден од друг. Значи, како што веќе кажав, овој систем може да работи во било која комбинација од драм литературата, било да се Ratama cues, Flama cues, tracks, roughs. Можам да напоменам дека фламовите се исто така една доста комплицирана и тешка дисциплина која бара константно и концентрирано вежбање за да звучат коректно и точно. Значи, за денес исто така можам да ги демонстрирам фламовите користејќи up and down stroke. Значи, во првиот случај ќе биде up stroke. Ова беше upstroke, значи downstroke фламови. Океј, boys and girls, се надевам овие информации ќе ви помогнат, исто така како што ми помогна и мене и ќе ве одведат до вашата посакувана зона на музицирање. Сакам да ви се заблагодарам за вашето внимание, останете здрави, живи и добри во овие луди времиња и до наредна прилика голем поздрав од мене. Чао!